Денешната епизода ќе ја започнам во домашни услови. Нема да шетам многу да се движам од неколку причини. Прво, се наоѓаме во период кој што е екстремно топол. Значи, во голем дел од Европа веќе се случува тоа, но во Малта, плюс кога ќе додадете влажност огромна, тешко се дише. Денеска посебно, вчера недела, понеделник и вторник се очекува најголем бран на топлотниот удар и се очекува уште поголема зголемена влажност. Тоа значи дека подобро од овде да си ја стартувам новата епизода и да ви ги презентирам информациите кои што ви ги најавив минатата, а се однесуваат на тоа како да испрограмирате или да испланирате да дојдете на островот, да работите, или да се преселите, или да се одселите, или да станете диаспора и да бидете задоволни и среќни од вашата заработка, од вашата плата и да успеете пост-корона времето да си тргнете нешто на страна. Да, возможно е тоа и тука на островот. Бидете тука, следуваат тие информации. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Сега, пред да започнам со она што ви го најавив, прво мала ретроспектива на изминативе неколку епизоди во кои што видовте како е да се
замине од Малта кон Македонија и како од Македонија да се дојде во Малта. Има неколку дестинации, го имате коридорот од Србија кон Малта, го имате коридорот од Бугарија кон Малта и го имате коридорот од Грција кон Малта, кој што ми изгледа најдобар спрема она што го почувствувавме и кое што ние го доживеавме. А ако сакате детално да ги видите овие работи што сега ќе ви направам малце ретроспектива, тогаш вратете се на изминатите 3 епизоди и погледнете ги во целост. Значи, сега малку информации за тоа и веднаш се враќам потоа со новата информација. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. На границата кон Бугарија ништо посебно. Проверување на сертификатите и задолжителните пасошки контроли. Практично никаков посебен документ, каков што ќе го дочекате кога ќе треба да се качите на авион и да слетате во Малта. Значи, пред самото влегување во авион, на самото чекирање, има веќе документи што се специфични и задолжителни само за влез во Малта. Овие се тие два листа што без оглед од каде патувате кон Малта, мора да ги пополните. И потпишувате дека не сте биле надвор од овие земји овдека што се на листот. Сега, од кога ќе го пополните тој документ и додека трае летот, веќе се подготвувате со сета потребна документација за влез во Малта, тука ве дочекува еден мал прилично интензивен хаос. Значи, на неколку пати ви се проверуваат документите, пополнетите листови кои што се задолжителни за влез во Малта, сертификатите за вакцинација, дали тоа е Европска Унија, но да бидеме искрени, бидејќи бев сведок на една слична ситуација, можете, ако имате среќа, да налетате и на пасошка контрола, односно контрола на документи, која што не е така ажурна, како што вие кажувам во мојот пример. Имаше личности кои што дојдоа од Македонија без никакво гарантно писмо од владата на Малта, која што ви дозволува влез, без вакцинација според европскиот сертификат и документ кој што се признава, малтешка вакцина или вакцина од Велика Британија, туку со сертификат од македонска вакцина, дури и руска. Што практично Европска Унија инсистира и постојано потенцира дека тие сертификати нема да се признаат. Иако е тоа нонсенс, иако тоа нема никаква логика, бидејќи вакцина е вакцина, сепак бизнисот си игра својата улога. Но уште еднаш да напоменам, ако налетате на таква среќа, тогаш ќе може да влезете во Малта. Таков пример имав лично јас со човекот до мене. Она што е важно е дека кога ќе дојдете во Малта со македонски пасош, би требало веднаш да аплицирате за работна дозвола и тоа најчесто оди брзо сега во овој период, бидејќи има многу работни места, посебно оние во пониските платени гранки, кои што се бараат многу работници. Хотелиерството, рестораните, значи тоа е нешто што буквално може веднаш да најдете работа. И нормално платите се движат многу сразмерно различно. Имате опција да
бидете вработени преку агенција, каде што агенцијата се грижи за вас комплетно. Најчесто тие неколку агенции кои што функционираат во Малта имаат големо познавање од Македонија, од државата, од нашиот јазик, бидејќи кореспондираат постојано со македонци кои што доаѓаат за вработување овдека во островот. И втората опција, вие сами да најдете работа и работодавецот да ви го поднесе барањето да аплицира за работна дозвола. Таа варијанта е подобра од проста причина што се што ќе заработите добивате како плата од работодавецот. Додека преку агенција останува еден дел, ќе кажете, не многу голем, но на генерално ниво месечно или годишно тоа е голема сума што останува во агенцијата. И плюс тоа малце агенциите знаат некогаш туторски премногу да се однесуваат и вие да имате чувство дека сте и те како експлоатирани. Значи, да стартуваме со првата работа која што треба да ја направите ако дојдете да работите на островот. Сега, зависно во кој сектор ќе најдете работа, таква ќе ви биде и платата. Според она што го видовте пред малку во однос на просечната плата и во однос на најниската плата, ако барате работа во хотелиерството на најниските гранки, значи собарки, чистачки и нешто слично во однос на тој аспект, платата се движи по час од 5,5 до 6 евра, од 5 до 6 евра максимум. Зависи каде. Сега имаше хотели како Holiday Inn кои што понудија плата од 10 евра час, и ама тоа се ретки каде што со тие може да се заработи добро. Најдобро се платени работите кои што се во IT секторот или гейминг секторот, каде што се движат од најниските позиции, таму нема по час, таму има фиксни плати, од 21.000 евра на годишно ниво, па стигнуваат и до 35.000 евра на годишно ниво во повисоките функции. На ова ќе додадеме дека сите во IT секторот и во гейминг секторот добиваат и бонуси кои што се движат меѓу 3 до 5.000 евра на годишно ниво. Сега, нормално дека и даноците се различни во однос на овие вработувања. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Даноците кои што функционираат во Малта се на неколку нивоа. Значи сето тоа оди скалесто. Заборавив предходно да кажам во гейминг и IT секторот, например, дека и за allocation ја викаат таа графа, значи за преместување, бидејќи доаѓате од Македонија, кое што е едно ниво на живот, во Малта на друго ниво на живот, не ретко, значи многу често, компаниите даваат неповратни од 5 до 10.000 евра на оно што го вработуваат, за да може во старт да има сума со која што ќе обезбеди кирија, ќе направи едно свое убаво обкружување за да не му недостасува тоа што го оставил во матичната држава. Значи тоа се суми кои што се неповратни и ги добиваат вработените на старт, меѓу 5 и 10.000 евра, што се вели за привикнување на новата средина. Сега, даноците се, реков, скалести, оној што е во најниската гранка до 9100 евра годишно не плаќа даноци во оваа држава.
а за сите останати до 14.500 на годишно ниво 15% е данокот, од 19.000 до 60.000 на годишно ниво е 25% данокот и над 60.000 евра на годишно ниво 35% е данокот кој што мора да се плати на крајот од годината. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Мислам дека од прилика тука некаде го направив целото опфаќање на сите оние работи кои што се потребни ако планирате да дојдете во следниот период да живеете, да се иселите, да бидете диаспора, да дојдете привремено на работа во странство тука на островот. Единствено нова ќе додадам дека нормално секаде е напорно кога се работи, но убавото е тоа што некој добро ќе ве плати и некој мисли на вас. Како што, например, на крајот на годината, ете, неколку години поред сите вработени на островот, добивме чек од државата, не се тоа големи суми, 70, 90, 100 евра, каде што државата ви вели, ова се пари од буџетот кој што не го потрошивме и на секој вработен во државата му враќаме дел од она што не е потрошено. Реков, не се големи пари, но многу значи тој однос на институциите, на администрациите кон луѓето што работат тука. На ова ќе додадам пред самиот крај дека бесплатно е здравството, комплетно бесплатно, без никакви партиципации, за што и да е. Некој велат да, ама доаѓаат диаспорци да ги поправаат забите, бидејќи стоматолошките услуги се многу скапи. Не е точно. И стоматологијата, и стоматолошките услови и поправањето заби во Малта се бесплатни, но малку повеќе се чека, ќе си одите во клиника, ќе си закажете и ќе ви направат што и да треба. Но, нормално, ако ви се брза, тогаш одите приватно, тоа е малце поскапо од Македонија. Реков, здравството овдека има приоритет и е без конкуренција. Како на времето, оние повозрастните сигурно се сеќаваат во државата што се викаше СФРЈ, кога го имавме тоа чувство на бесплатно здравство. Да, тоа тука во Малта функционира. Останете уште малку, видете што ние прокламираме како аути ин во изминативе 7 дена, а следната епизода се гледаме од нова локација, ќе почнам да шетам и се надам дека малку оваа спарина ќе спадне, па ќе можам да го вртам островот повторно и да ви ги пренесам деталите кои што се случуваат од ден на ден во изминатите, односно во наредните 7 дена. Бидете ми во добро здравје каде и да сте, ако посакате да дојдете на островот и да се иселите од таму каде што сте, ќе бидете добродојдени. Климата е прекрасна, морето е прогласено уште по не знам кој пат како најчисто за капење, а за се друго размислете, погледнете епизода и донесете одлука. На вас останува. This is Social Network Radio Podcast. MM, the
Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get